И вториот дел од емисијава. Она што ви го најавив како гост, како тема, поточно кои ќе ми бидат гости, ќе ви го образложам со една сопствена приказна за која што се присетив дури пред едно 10 минути. Кога почнам да разговарам со мојот гостин, кога ќе го видите за малку, се сетив на една легенда од македонската музика, од човекот кој придонесе многу во културното зачувување на македонското материјално културно богатство. Се работи за Кузман Поп Стефанија. Долги години на чело на Охридскиот ансамбл Билјана, сте го виделе многу пати, живееше таму некаде до 2013 година, долги години ексклузивец на југотон, подосна на ПГП, и се сетив на една случка од 85 година. Мислам дека беше во отприлика вака, некаде околу јуни. Се враќавме од Белград, тогаш тоа беше центарот на тогашна држава, и до мене седеше еден човек кој постојано нешто запишуваше. И уште еден кој ја штимаше виолината, што тука ја земал од Белград поправка на дел, од незин некој невин дел. И започнаа да разговарат за една песна која што тука ја снимиле, ја преработиле и ставиле нов аранжман, и дека ќе биде веројатно многу интересна. Целата атмосфера на чалгиска атмосфера на музика мене ми беше непозната. Во тоа време во главно слушавме рок музика и навистина песната ми се допадна. Се работи за една песна која Кузман Поп Стефанија изведуваше многу убаво, се решив да се жена. И не е шеговита, туку навистина така, една песна која го сликува чалгазиската на културно наследство на Охридскиот крај. Неговиот внук Јован е мој и ваш гостин утрово, овде во Штипена студии, а инако свири армоника, има интересни проекти и за тоа ќе разговараме. Еве го, мојот разговор со него. Добро утро, Јоване. Добро утро, благодарам на поканата, ми е огромна чест. Ево, и покрај студиите да можам да направам нешто што јас го сакам, а се надевам ќе им се допадне и на гледачите на вашата телевизија. Јоване, нешто што е запишано во традицијата на генерациите, вели она што ќе го наследиш, треба да го проследиш. Еден од најголемите собирачи на атмосфера, јас не знам како денес да го направам тоа, бидејќи чалгаџиски песни има и во Кавадаречко, има и во Битолско, се разбира, има и во Скопско, Штип, не толку, но основата на она денес што го примаме како звук чалгаџиски го пренесе Народниот оркестар од Скопје и ансамбл Билјана од Охрид. Така е. Значи, ансамбл Билјана е третата генерација. Првата постава е основана 1952 година од тогашните неколку културно-уметнички друштва што работат на ниво на Охрид. Се собираат неколку членови, во 52 го формираат тој ансамбл Билјана, постои до 2002 активно, значи цели 48 години ансамбл постои активно. Така. Ние продолжуваме таа традиција во 2009 година, заедно со мојот стрико и мојот брат го формираме под младокот на ново ансамбл, и всушност ние сме четвртата генерација, бидејќи пред Кузман нели е Садило, а пред Садило е Карагјуле, тој што сам си се спомнува во песните, дали за Деспина, дали за послушајте патриоти, односно послушајте ми другари, човекот сам си се спомнува во песните на еден начин, сакајќи да остане запамтен во историјата. Така. Овде споменуваш уште еден од големите личности на македонската музичка историја, Адил, кој долги години можевме да го видиме во Билјана. Какво е неговото наследство денеска? Адем е интересно што тој е левак виолинист, односно обратно свири на виолина. Тоа е еден така интересен факт. Моментално неговиот син Мухамед Мујо свири на виолина, го води Охридскиот ансамбл Цар Самуил. Иначе интересен факт е дека и неговиот внук Арбен студира овдека виолина во Штип. Евете една директна врска помеѓу Охрид и Штип. Добро, ние како телевизија ќе се погрижиме малку да го поистражиме и да го представиме, бидејќи ова е многу интересна работа. А пред да поминеме на тоа, на вистинската причина зашто си овде,
Јас, кога го добив ово твое CD, гледам составот на композициите и околу тоа сакам ти поставам неколку прашања. Кога се става на носач на звук, кога се става песна која е национално културно богатство, најголемиот од сите песни, 60 и колку се на Билјана? 66 се вкупно снимени на 6 лонгплей плочи и 3 сингл плочи. Так. Се тоа песни од Охрид, Дебарца, од тој крај на Македонија. Добро, има и оној Воденскиот, Леринскиот дел. Лерински, така. Так. Се тоа песни од таму. Но за да се стави повторно една песна во етер, мора да има нешто ново. Што е тоа што ви дадете ново? Еве, јас ќе почнам, ако се согласуваш, по една од песните. Да направиме една малечка анализа. Хајде, нема проблем. Еве, Ах, Љубов. Љубов е една од песните која е ставена на лонгплей некаде 70-тите години. Да, значи, Билјан има снимано точно од 73-та година до 86-та година. Јас пред некаде месец дена, баш сакајќи да точно добиам информации која година, која е снимана, а Југотон ги чува сите. Интересно тоа што Југотон се чува, па таму... Сега се вика Кроација Рекорд. Да, Кроација Рекордс. И точно ми пуште од 73-та до 86-та се снимени тие 6 лонгплейки и 3 сингл плочи. Така. Што ја направите нова песна? Имате нов аранжман, нешто свежува од ние? Да. Значи, од стариот состав на Билјана, уште само неколку мина се живи. Шуле, односно Ташко Петрески, во Штиповдре добро познате, бидејќи учил нешто во Штип своевремено, свири соло гитара, па го освеживме аранжманот, напред ја ставивме таа соло гитара да го освири тој прв дел, тој вовед, и аранжмански освеживме малце. Така, инаку да го објасниме дека она Ташко и Шуле е едно те исто. Да. Шула е на влашки, а Ташко е на преземено од грчки или македонизирано. Едно те исто е тоа. Овде имаш и многу интересна песна, Збогом Румелија. Тоа е нова компонирана песна. Да, во тој стил староградски, музиката е од филмот Збогом Румелија, што едно време си имитуваше. Ми остави така, знаеш, кога ќе слушнеш музика што останува во уше, и си реков, чекај да ја слушнам, видов дека таа една турска песна се вика песна за зумбулот од Маврово. Така. И така некако го направивме и овој текст на таа основа. Чиј е текстот? Па понака на проба седиме сите заедно, па дајме сугестии и така. Овде сте ставили и песна за еден голем окридјенец, за Христо Узунов. Да. Чиј е тоа? Па тоа е идеја, бидејќи ние договараме некои турнеи понатака за кај нашите во Австралија, Америка, па еден начин тие се повеќе обожаватели на овие песни, меѓутоа сепак мора да се остави нешто за да знаеме кој и што биле тие луѓе во минатото, иако слободно можам да кажам дека историјата се повторува ако тие песни се испеани пред 200 или 250 години. Добро, ова за Христо Узунов е 100-110 години, нешто помалку. Ова Стани Миленче отворила веројатно традиционална песна? Таа песна има интересна приказна заедно со таа поднај за Аршин. Тие песни требало 91 година за продукцијата на македонската телевизија да ги снимиат ансамбл Билјана. Така. Меѓутоа, поради расправија тогаш со продукцијата на македонската телевизија, им барале некои си пари. И нормално им рекле ни ексклузивци за Југотон сме, нема шанси да даваме пари. И неки ле дадат и демото е останато снимено така на еден микрофон во домашна атмосфера на радио. Кај Кузман Тома, како што правеле први. И тие песни се староградски, ама не се снимени. Аршин е Лен ти стига мојата младост, меѓутоа е снимена во различен ритам. Ние што викаме обична четворка, не е во ориентал. Припевот е сосема друг и малце мелодиски е поразлична, таа е првата верзија. А после Селимо Аџелчевски сигурно знаете чим сте били ви во Белград, дека први име снимена таа не ти стига. Тоа е некаде 80-тите години. Да. Овде имате уште една песна за Чакаларов. Тоа е позната песна испеана
tamo nekade od 908. 900 пред смртта на 913 е убиен Чекаларов, ама песната е предходно испеана за Чекаларов. Зашто ја ставите неа како егеско наследство или? Не, или како ова, како Христо Узунов? Македонската телевизија направи доста филмови за тие војводи и знаеш кога ќе слушнеш што човекот навистина правил, дека заедно со Апостол Петков Терзиев ги викале македонското сонце во Егејска Македонија, не можеш да останеш рамнодушен да не ја ставиш таа песна. Така. Овде имате уште една песна. Ајде болно лежи моето либе. Ова е позната песна. Има доволно изведувачи, но повеќе изведувачи, но најоригиналот го знаеме од Билјана до ден денес. Тоа е народна песна. Да. Па не знам, желба ни испадна така да таа битолска народна песна всушност, од битолскиот крај. Желба не остана да реаранжираме малце, да освежиме аранжмански и да ставиме нова CD, ако е староградска. Така. Имате овде Влегло моме во градина. Да. И таа песна има снимена Бабчорки пред многу години, таа егејска песна. Има двохридена верзија на таа песна. Ја слушнавме и прво сакавме таа да снимаме охридската верзија. Меѓутоа свативме дека охридската верзија е копија на ова, всушност. Тоа е рубато е охридската верзија. Не, во текстот се разликува и ритмички малце се разликува. И меѓутоа разбравме онака узмуавец со се движиме со повеќе луѓе, нели, па разбравме дека оригиналната верзија потекна од таму. Имаме пријатели овде што студираат етнохореологија, етномузикологија и така ни остана. Така. Режија, може да направиме пауза за ЕПП, па пауза да видиме нешто што од снимки го имаме од господин Поп Стефанија, па ќе разговараме овде последен дел од емисијава. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од Дрво Декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво Декор, Караарман. Нема да погрешите. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Мегапод, салон за ламинат и подни облоги ви нуди. Ламинатни подови од реномирани европски брендови во над 80 дезени. Изолација за подни облоги. Трослоен паркет. Текинг плочки за дворови и тераси. Мегапод со широк асортиман модели на завршни и преодни алуминиумски лајсни, како и цидни лајсни од ПВЦ и Медијапан. И сето тоа по многу поволни цени. Вашиот идеален под ќе го најдете во Мегапод. Локација позади гимназијата во Штип. Купувај и добивај со Хитго и Тера Маркетинг. Учествувај и ти во големата наградна игра. Со собрани 5 купони стануваш потенцијален добитник на една од 200 награди. Вредносни ваучери, патувања во Виена, Прага, Истанбул и Будимпешта, летување на крв, тасос и халкидики, велосипеди, скутери и секако главната награда автомобил Opel Astra. 3 месечни излекувања и главното излекување на 1 октомври во Штип. Се гледаме. Финансиско друштво Алкоса акционерско друштво Штип. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса овозможува кредити на правни и физички лица. Потрошувачки кредити, кредити со залог злато, хипотекарни кредити и кредити со залог депозит или девизи. Ве очекуваме со одлична понуда. Вршиме откуп на краткорочни побарувања. Вашите недостасани побарувања со одложено плаќање ќе бидат откупени при што потребната готовина ја добивате веднаш на вашата сметка. Во чекор со вашите финансиски потреби. Алкоса Штип.
Во населба Сењак, во приземјето на Топ Инвест во Штип, Маркет Стандард 1 со стандардно висок квалитет и стандардно ниски цени. Звучи ни стандардно, но ние сме новото име за квалитет, љубезност и ниски цени. Месарница во склоп на маркетот и производи за секој семеен буџет. Со сметка над 500 денари, подарок леп од сопствената фурна на Маркет Стандард. За граѓаните од Пребек и Железничка, Маркет Стандард 2. Во кругот на поранешена стиба, мала прошетка без автомобил или такси, а за нашите вработени, улеснување на семејниот буџет со одложено плаќање до 3 месеци. Маркет Стандард. She stays out until the end, leaving nothing. Looks like me. Лучко, ти реков да му веруваш на дедо. Јас мислам дека нема некој македонец кој не би сакал да слушне македонска песна, да изучува македонска песна. Па најчесто со Кут Ристо Донев. Учителот? Да, учителот во Штип, највеќе со нив сме соработувале. Соработуваме и на професионален план со сите културни уметнички друштва, со Китка имаме доста одистибање, каде што мои ученици свират кај нив. Јавно им се спротиставивте на ФФМ и за сето тоа што се случува во фудбалот. Меѓутоа и тие јавно ви вратија вас, контраудар ви дадоа. Последно беше Пандев кој што рече дека, еве ќе го цитирам, дека вие 20 години сте биле навор од фудбалот, ништо не сте се инволвирале. Многу тешки обвинувања пред се. Па не, тешки обвинувања не се, знаете зашто? Од една страна они викаат дека ние ги ја расипуваме атмосферата. Атмосферата не постои. А од друга страна вика дека не сум бил 15 години во фудбалот. И па како може ако не сум да расипам атмосферата? На човек не можете да му дајете интелигенција. Он или интелигентен или не. Не. Значи, што ја да ви кажам, он се доведе во ситуација да им служи како заморче на луѓето од ФФМ. Па тоа е смешно, па ние не ги тераме навијачите да не одат на стадион. Па они не одат на стадион со години заради нивните игри. А он е меѓу нив играч и капитен. Негова генерација 2 пати поред е 6-та на табела. Последна во групите. Како што пишуваа весниците, он нема даено 6 години гол во квалификации. И па ја ли сум крив за тоа? Екипа која што остави, ете, и клубски рекорди, остави фудбалска историја зад се. Па добро, јас станав со Вардар сезона 83-84, станав најмлад стрелец во едно национално првенство на светот. Да. Значи, не во Југославија, него на светот. Да. И последниот дел од Утринско будење, мојот разговор со Јован Поп Стефанија и традицијата на ансамблот Билјана Стар, многу години, 4 генерации, над 60 снимки од тој крај, од Ленинско-Воденскиот, Охридскиот, Дебарца, тој крај, со песни кои скоро сите ние ги знаеме популарни во овие 50 на години, ше повеќе од 50 години, за кои што не знаевме дали се ново компонирани или се традиционални, но во секој случај е многу важна ова пионерска работа за чувување на ваквото нематеријално културно богатство која низ децениите се стварало во овие предели. Разговор со неговиот внук Јован Поп Стефанија. Јоване, ова сте го собрале
Вака како што сте направиле, рече дека сте менувале малку во аранжманите, во бојадисувањето, во дотерувањето на овие песни, но ништо не означи тоа ако и добро не ги представите. Така е. Значи, CD-то е на еден начин визит карта, односно и само достигнување и оставање на тоа што всушност е нашата идеја и цел да оставиме нешто зад себе, бидејќи тоа е нешто навистина што ќе остане. Ова CD излезе некаде на почетокот на мај, крајот на април, почетокот на мај. Првата промоција беше во Охрид. На 7 мај на бродот Александрија на Зајди сонце над Канео беше првата промоција. Факултетот не ни дозволи да моментално побрзо направи некои промоции. Меѓутоа сега во сабота, оваа сабота, кафе бар Попај за трговски центар ќе биде штипската промоција. Интересно е тоа што ова промоција ќе бидат песните освирени во живо. И имаме специјални гости. Главниот женски вокал на танец Мартина Костова ќе ни биде гостинка и ќе ни биде гостин Оливер Настовски батка, кој ќе свири на џумбуш и ќе ја дополни таа атмосфера. На што ќе свири? На џумбуш. Да ја објасниме на гледачите што е џумбуш. Џумбуш е всушност америчко бенџо, меѓутоа бенџото има прагови или пердиња, така наречени, ова нема пердиња, е со 12 жици, односно 6 дуплирани жици 12 и тоа е тој инструмент што покрај канонот, а посебно во охридската чалгја, го дава тој тон на тој чалгиски тон. Значи канонот не е толку експониран во Охрид како џумбушот, односно утот е претходник на џумбушот. Џумбушот е џумбушот како гитара со метални жици, а утот е гитара со пластични жици. Практично речено. Тоа се чалгаджиските инструменти кои постоеле стотини години пред тоа и се барем на истокот се многу почитувани и нивните тие што знаат да ги владеат се како се уметници, бидејќи гуру, таа научиш да свириш така инструменти е навистина тешко, или како што рече ти вибрафонот подошно како го нарекуваш ти чалгискиот тој со канон. Да, канон. Добро. Ние сме некаде тука на крајот од утринскава програма. Ако се согласуваш, им пренесовме се што имаше на моите гледачи од Источна Македонија, нека повелат, нека видат што тоа вие направите. А пред самиот крај, пред да се одјавиме, одржијата да слушнеме нешто како тоа звучи, па јас им само едно кратко прашање за крај, па ќе завршиме емисијата. Режија, ве молам да видиме од снимките да ги видат моите гледачи. Ajde tu gradina se
И последниот дел од мојот разговор во живо се разбира со Јован Попстефанија. Јоване, останува одговорноста кон твоите предци, кон Билјана која постои толку години, има толку големо културно наследство за сите генерации и вие. Имате ли намера да и натаму обработувате охридски песни, или реков, од тој регион и да ги, така да кажеме, освежите за да останат спомен на идните генерации? Секако дека тоа е наша примерна цел, односно примерна секаква цел, тоа е нашата цел. Меѓутоа сега работиме на еден друг интересен проект преку општина Охрид. Ние заедно сме сите имаме завршено основно музичко училиште што свириме моментално сега. И тие 66 песни што ги напомнавме малку претходно, планираме да бидат нотирани. Сега е запишани со ноти, хармонија и текст, и таа песнарица да биде еден пример за идните генерации, нешто што навистина може да им помогне, бидејќи поминато време на учење на песните ми ја кажа ова е песната, па нешто што ќе остане запишано со ноти, знаеш, земаш, прочиташ и така да се надевам дека ќе биде успешно реализиран. Така. Добро, Бакрачевски не е охриѓенец, ама добро е што ги поддржува традицијата на Охрид. Ама и долги години е веќе во Охрид. Да. Така. Добро, му честитаме и на градоначалникот на Охрид за ваквите постапки. А јас тебе ти благодарам што ми беше гостин и ќе продолжиме со работката, бидејќи студираш овде, а ние како телевизија која се обидува да ги задржи културното наследство на сите делови од Македонија, ќе ни бидеш гостин и така, ќе поразговараме понекогаш и некој твој проект овде ќе представиме за да видат и граѓани од Источна Македонија што тоа се пренесува од генерација на генерација. Ти благодарам. Ви благодарам и вас и уште еднаш да напоменам само, значи промоцијата ќе биде сабота 21:30 кафе бар Попај во Штип. Така, Штипјаник знаат каде е тоа и може да уживаат во музиката која е наследство од многу цивилизации, културни рамништа, векови, милениуми. Да не зборуваме за сите влијанија што ги има врз она што денес ние го нарекуваме охридска музика. На крајот една снимка од еден концерт и јас овде ќе се одјавам. Се гледаме утре во 8 часот. Излези моје русанке, излези да ме пречекаш. Излези моје русанке,
izađi,